Арно, која објави повик за учество на Академија за социјална економија за постоечки и идни социјални предпријатија од Македонија и од Србија. Зашто поточно станува збор, утринава разговарам со Јасмина Саид, програмски менаџер во Арно. Јасмина, добро утро, добре дојдовте на брановите на Македонското радио, Радио Скопје. Добро утро, Елизабета, добро утро и до сите слушатели на вашето радио. На Арно објави повик, еве, јас ќе започнам веднаш со повикот на Академија за социјална економија. Што всушност представува оваа економија и за кого се однесува овој повик? Да, оваа академија, значи програмата за Академија за социјална економија насочена пред на обезбедување на поддршка на социјалните предпријатија од нашата држава и од Србија преку обука, менторство, награди во вид на опрема и услуги, понатаму умрежување, истовремено отварајќи простор за прекугранична соработка меѓу двете земји. Оваа програма ја спроведуваме ние Арно во партнерство со Трак фондација и Оптимист од Србија и се проведува во рамки на проектот Социјални предпријатија за економски развој и социјална инклузија. Тоа е дел од ИПА-2 програма за прекугранична соработка Република Србија Северна Македонија и проектот е финансиран од Европската унија преку секторот за договарање и финансирање на програми на средства на ЕУ на Министерството за финансии на Република Србија. Всушност, како што вие рековте, наменета е за веќе постоечки социјални предпријатија и предпријатија кои што добро би се регистрирале како такви, имаат желба да станат социјални предпријатија, би рекла. Инаку пред социјалната треба да имаат овие предпријатија социјална мисија, бидејќи наменете на социјални предпријатија. Еден од критериумите е да Така, Јасмина, овој повик... Да, јас се извинувам. Овој повик се однесува, најнапред да кажеме, за одредени области од земјава и од соседна Србија. Меѓутоа, ајде еве, ќе ги кажеме потоа условите кои се, но најнапред, како дојде до соработка со Србија? Дали преку програмата што ја реализирате, заедно ја реализирате, да им биде појасно на оние што можеби ќе сакаат да аплицираат? Добро, ние предходно веќе имавме одредена соработка со овие наши партнери со Трак фондација и преку заеднички проект, еве, токму овој проект што го спомнав, кој што е ИПА уствари 2 програмата за прекугранична соработка на Република Србија и Северна Македонија, па токму тој вид на проект кој што возможува соработка на овие социјални предпријатија помеѓу двете држави. И ова уствари програма би понудила целта и на самиот проект е развој на едно инклузивно општество преку зајакнување на социјалните предпријатија од овие две држави, поттикнување на нивна прекугранична соработка. Па оттаму и самиот повик, нели, кој што го објавивме, е токму да ги поттикнеме овие социјални предпријатија кои што делуваат и се регистрирани во северниот и северно-источниот дел од нашата држава, да преку соработка да поттикнеме нивна прекугранична соработка, да соработуваат со овие предпријатија кои што припаѓаат исто во овој дел од Србија. Така, рековте повикот се однесува за Скопскиот и североисточниот регион од земјава и Пчинската и Јабланска област во Србија. Тоа е поради, ги одбравте овие региони, колку што разбрав, поради близината. Токму оваа ИПА програма ги опфаќа, значи, за прекугранична соработка и токму овие региони припаѓаат на тој пограничен дел кој што е помеѓу Македонија и Република Македонија и Србија. И по-конкретно би можела да кажам, североисточниот регион на нашата држава ги опфаќа Кратово, Крива Паланка, Куманово, Литково, Ранковци и Старо Нагоричане, додека во Скопскиот регион, значи
Скопје, Арачиново, Илинден, Петровец, Сопиште, Студеничани, Зелениково, Чучер, Сандево. Ги спомнувам токму заради оние кои што сакаат да аплицираат, да немаат забуни. Значи, дали ги исполнуваат критериумите, бидејќи ова е еден од основните критериуми да припаѓаат и да се регистрирани да делуваат во еден од овие области од државата. Така, убаво објаснето, сите што се од овие региони може да аплицираат. Кои се другите услови за учество на Академијата? Па да, би рекла, идеи во почетна фаза на развој подразбираат дека се во фаза на планирање или започнување на социјално предпријатие, односно дека бизнис планот на социјалното предпријатие се спроведува најмногу една година, додека е развиено социјално предпријатие, значи дека активно работи на пазарот најмалку една година и дека не остварува годишен профит поголем од 10.000 евра. Освен овие критериуми и локацијски каде треба да делуваат, што претходно го кажавме, овие предпријатија треба да имаат цел, нели, да социјална мисија, да постигнат социјално или еколошко влијание, да се подпираат првенствено на локални ресурси, да имаат план за одржлив бизнис модел и така. Значи, пред се овдека спаѓаат, може да спаѓаат да опфаќаат повеќе области, например, за оние кои што работат за заштита на животната средина, рурален развој, образование, култура, социјални иновации и слично. Значи, опфаќаат доста области и целта, уствари, како и самата, да појасниме што подразбираме под социјална економија, таа економија, чија основна цел е да има корист за пошироката општествена заедница и општествено ранливите групи и да остварува профит кој што понатаму се реинвестира за интеграција на овие општествено ранливи групи. Значи, мислам дека сега ме појасно, нели, на темите за кој вид на предпријатија станува збор, што се социјални предпријатија, значи општествено одговорни предпријатија кои што дават профит и потоа тој профит го реинвестираат за интеграција на социјално ранливи групи. Така, ќе кажеме и рокот до кога е за аплицирање, меѓутоа, што по аплицирањето, откако ќе се пријават на нели ќе аплицираат, дали е ограничен бројот на социјалните предпријатија што ќе бидат избрани, како ќе бидат избрани учесниците, од кого? Да, ќе бидат избрани најмногу до 4 развиени социјални предпријатија, во првата група, втората група до 8 социјални предпријатија или идеи во почетна фаза на развој. Значи, првично кога не стигаат апликациите, членови од проектниот тим прегледуваат административната контрола, дали се целосни апликациите, дали социјалните предпријатија припаѓаат локацијски на овие што претходно ги набројавме региони и дали е поднесена во предвидениот рок. Понатаму следи финалната одлука, уствари ја донесува комисија која ще е составена од 5 члена од кај нас и од Србија. Кога веќе ќе бидат избрани учесници на оваа академија, ќе започнеме со групна обука, која што ќе биде поделена на 2 групи, нели, за развиените социјални предпријатија и за оние кои што се во почетна фаза на развој. Обуката ќе им помогне да го развијат нивниот бизнис модел, да го дефинираат нивното социјално влијание, да постигнат поголема видливост во нивните заедници и да ги стекнат вештините што им се потребни во нивната работа. Откако ќе завршат со обуките, следи менторска, односно индивидуална поддршка од консултанти и социјални предприемачи, која што ќе им помогне во воспоставување на односи со потенцијални деловни партнери, поддршка во решавање на конкретни проблеми, понатаму зголемување на видливоста во заедницата, но и професионална поддршка во конкретни области од работењето на предпријатието. По менторската поддршка, најдобрите идеи ќе имаат можност
да ги презентираат своите бизнес планови пред комисија и да освојат една од наградите кои што ќе бидат доделени во вид на опрема и услуги. Вкупно ќе бидат доделени до 5 награди, во вкупна висина фондот изнесува 15.000 евра, при што поединечни награди се движат во вредност од 2.000 евра за предприемнички идеи во развој до 5.000 евра за развиени предпријатија. И понатаму секако следно ќе биде поддршка од наша страна во однос на промоција или на вмрежување. Ќе имаат можност преку обуки организирање на 3 бизнес форуми или изложбени сајми да ги представат своите производи и услуги на пошироката јавност од Србија и кај нас и да развијат соработка со други предпријатија. Така, убаво објаснето. Верувам дека овој разговор ќе ги поттикне сите оние кои размислуваат, имаат социјално предпријатие или се со намера да го создадат, да го формираат, па можат да се пријават. Не останува уште многу за аплицирање. Што треба да направат оние што се заинтересирани, на кој начин да аплицираат? Да, сите заинтересирани потребно е да се пријават за учество на академијата, да го презентираат планот на социјалното предпријатие преку пополнување на формуларот за аплицирање. Документацијата за аплицирање содржи формулар за аплицирање и изјава за апликантите. Овие два документи потребно е да ни ги испратат електронски, пополнети се разбира, електронски да ни ги испратат на имейл адресата arno.mkd@gmail.com. Крајен рок за поднесување на апликацијата 30 септември 2022 до полночь. Така да ги охрабрувам сите оние кои што сакаат да аплицираат, да станат социјални предприемачи, да решат некој општествен проблем, слободно да се пријават на овој повик и ќе добијат, разбира, поддршка, како што ги наведов предходно, менторска поддршка, обуки, промоција, мрежување, па и финансиска, во вид на награди поддршка, во вид на опретни услуги. Во секој случај, секоја поддршка е добре дојдена, во случајов на вистина добра поддршка ќе имаат. Јас тука ќе ви се заблагодарам, верувам дека споделивме убава информација за сите оние кои сакаат да работат или да се развиваат на овој начин, да научат нешто повеќе, да успеат да се развиваат. Пријатен ден, успешна работа, добро здравје ви пожелувам и секако ќе следиме околу изборот и околу тоа каков е интересот понатаму во рамки на овој повик за учество на Академија за социјална економија. Ви благодарам и вам, Елизабета. Пријатен ден за вас и слушателите на радиото. Благодарам, пријатен ден. Ја слушнавме почитувани Јасмина Саид, програм